Има да... Кој е? Да ви кажам, од секогаш сум бил многу среќен кога ќе дојде време да разговараме за уметност и култура во емисија. Иако морам да признам, во последните месеци повеќе се посветив на таквите теми отколку на политика, ма денеска мора да си ја исчешам крастата, што би се рекло во пресрет на изборите во Бугарија. Но да го заборавиме тоа, ќе разговараме понатаму, сигурно во текот на викендот на вестите ќе биде главна тема. Ќе разговараме за уметност, нешто што имавте можност малку да видите од она што представува како најава за мојот сегашен гостин, режисер и аудиовизуелен уметник Филип Петковски. Јас сум му бил домаќин, ми бил гостин во емисии порано, уште и во емисијата за животот и слично, и постојано има една нишка која што го следи во се она што се зафаќа да работи, без разлика дали од танцот, преку режијата, преку аудиовизуелната уметност. Има една нишка што ја забележувам секогаш, а тоа е токму она што е символ на културата и традицијата на Македонија, носијата, но представено низ едно сосема различно светло од она што го искусил низ животот. Многу почнав да зборувам. Филип Петковски, добре дојде. Добар ден, Ева. Како си? Супер, одлично. Турбо. Да. Се пофали иначе дека го завршува докторатот, еве јавно да го да кажам. Денеска ќе е последниот ден и ќе сме А слабо. Ирлија, малку да те одмориме сега во емисија, па после врати се на работа. Може, апсолутно. Тоа го имам забележано, Филип, во текот, не ти пречи на ти ако си комуницираме. Го имам забележано тоа дека во текот од како се знаеме и од како ни гостуваш во телевизија 24, постојано има една нишка која што те следи, не знам дали ти тоа така си го забележала, тоа е буквално носијата, значи она што представува предмет на традицијата на Македонија. Дали инспирацијата ти е директно вака баш внедрена таму најмногу? Па да, и тоа е оно што најдобро го знам, односно со фолклор, со антропологија, со културно наследство се занимавам од многу мала возраст, да речеме таму некако од 7-8 години, и некако тој интерес само станува поинтензивен. Така да еве тоа се теми кои ги работев и на магистарските студии, сега и на докторските студии, меѓутоа никогаш немав прилика некако уметнички да се изразам, бидејќи секогаш тоа се сведувало на некакво истражување, на теоретски нели на теоретско творештво, меѓутоа сега еве тоест претходната минатата година добив некоја инспирација тоа да го преточам нели во уметност, односно да се позанимавам со фотографија и она што нели најдобро го знам да го прикажам на јавност. Вита со точка, тоа дури вака сум им кажал во режијата на колегите, значи Вита со точка и така го напишале одлично, е проектот кој што некако те изваде од она по кое што беше препознат предходно. И се зафати со еден малку поразличен предизвик од она што ти е предмет на интерес. Го представува животот нешто со што па например се играш сега низ новиот проект. Сега во новиот проект па се играш малку поинаку. Да. Ајде да ја направиме разликата почнувајќи од објаснувањето и посочувањето на Вита, гледачите она што има можност да го видат. Конкретно во Вита, односно нели живот на италијански, односно со таа точка некој живот што завршил, бидејќи се осврнувам на етнографски фотографии, најчесто од крајот на 19 почеток на 20 век. Ме интересираше тема, односно објектификација на женското тело, односно како женското тело е објективизирано преку овие црно-бели фотографии, каде што фокусот во принцип е на костимот, на носијата што носат жените, меѓутоа никој никогаш не запишал како се викаат овие жени, од каде доаѓаат, ништо не знаеме за нивните животи, ништо не знаеме за нив. Така интересно, тоа не ми паднало на памет до сега воопшто. Па Значи, да, едноставно само костимот е во фокус. Да, мислам само тој естетскиот момент е во принцип битен. Секогаш кога ги погледнете овие фотографии, нема некоја
точно изразена емоција, ништо не ни кажуваат ништо буквално. Само мислам гледаме во преубави носи. Да, дури и називот на самите фотографии е традиционална носија. Носија, Таа е да. толку нема Да. демек жена во традиционална носија туку Или ништо. како се вика таа жена. Да. Така да работев со нели со мактерки и танчерки, и проектот беше да ги оживееме овие фотографии, односно да се осврнеме малку и на емоција и преку еден краток филм што го режирав и нели фотографиите кои беа објавени, фотографиите се на Жарко Чулич, да ги оживееме фотографии и да представиме, да доловиме се што нема и се што ми недостасувало дека сум ги разгледувал овие фотографии. Така да тоа беше и главната мотивација околу целиот проект. Додека Вита ќе биде дел од една трилогија, односно наредната изложба која спремам сега, не знам кога ќе биде, мислам кога точно ќе се случи, најверојатно во мај, се вика Витро и последниот дел се вика Вулгус. Односно во Витро ќе се осврнам повеќе на движење и на танц, така да проектот што моментално го подготвувам, односно само еден мал дел кој се вика Базар, ќе биде дел од таа изложба насловена Витро. Тука фокусот ми е на старата Скопска чаршија, односно според мен едно од најважните места во градов, еден мултикултурен центар, една модна писта, каде што, не знам, таму и до првата па и до втората светска војна, може да се забележат најразлични влијанија, дали се тоа од соседните Србија, Косово, од Албанија, значи имаме луѓе кои живееле, кои се турци, роми, нели бошњаци, така да во новиот проект не фотографирам народна носија, меѓутоа само позајмувам делови од народни носии, правам свој еден едиторијал. Да, многу андрогено морам да признам, пристапуваш на новиот момент, тотално родово флуидно представување на народната носија, што дури и на луѓето кои што тоа го гледаат, например, еве вака што го пуштив за коментар за да можам да добијам инспирација за интервјуто, е изненадување. Вака. Да, ќе видат гледачите ќе имаат можност, мислам дека и подготвено е да урежија, може да го пуштите додека си разговараме ние да гледаат. Па, видете, во овој пред некако правам се што не треба да се прави во носија. Односно, па сега дали не треба е дискутабилно. Па да, не треба се што не се правело, да речеме. Не се правело, да. Малку е, да речеме, не знам, една провокација, бидејќи многу од моделите, односно од актерите носат, например, од машките носат женски облековни елементи, многу од жените носат нешто што не би смееле, например, промовирам теми како дрег и секс апил, нешто што никогаш не би се сврзало со носија, например, до сега. Главната порака ми е дека ова се работи за мода, значи нема потреба од некакво романтизирање на овие теми, бидејќи ова се вистински, мислам, ова се само нели облековни елементи кои луѓе ги носеле како, мислам, дел од секојдневниот живот. Да, ама играјќи ги, например, вака да речеме, имате модели кои што ќе ви наличат на не знам 40-тите години на САД на Холивуд, 20-тите години на Париз. Да. Значи нешто што никогаш ние не би го согледале како такво за македонската носија. Так, јасно. Значи не дека некогаш носијата би не наликувала, дека може да изгледа како париската модна сцена. Па постоеле тие влијанија, особено во градските носии, каде што, например, постојат се вика ала турка и ала франга, односно македонците кои се облекувале по стилот на турците или по стилот на французите конкретно или на Западна Европа. Меѓутоа конкретно во овој проект направив некако, ајде да речам, некаков ориентален шмек им дадов на носиите, меѓутоа не мора да значи пак има тие ала франга моменти, да речеме, се запазени, односно баш сакам да ги представам тие струјења и влијанија во костимот. И се надам дека успев. Па не, што ме вака, јас уште пред да го кажеш ти перцепирам, значи дека навистина си успел, да. Последно ми беше коментарот за влијанието, да речеме, од Ориентот, во делот и на користење на сабјата, со турбанот и слично. Вулгус?
Вулгус се третиот дел. Вулгус е, мислам, не знам кога ќе биде реализиран, најверојатно можеби наредната година. Односно со режисерката Тамара Готевска, за задача се земавме да патуваме низ државава и да снимаме ритуали, обреди и се она што е живо културно наследство. Односно, малку и да ја натераме публиката да размисли за тој момент што значи зборот уметник, односно постојат и тие такви некои автентични, регионални и локални уметници кои на пример се занимаваат со некаква културна пракса, дали е тоа да речеме пеливанство, дали е тоа карневалот во Вевчани, карневалот во Струмица, дали се тоа лазарки од Радовиш, односно ликови кои секоја година се бават со некаква изведбена уметност на некаков одреден ден. И се познати по тоа и постојано го изведуваат, меѓутоа не се доволно познати, никогаш не го привлекле, да речеме, вниманието на јавноста. Како галичката свадба, Како например, галичката свадба, да. вниманието, да. Така да сакам јас да ги фотографирам овие луѓе, да ги снимам и да направам една изложба, односно да ги доловам до јавноста, да ја запознам јавноста со овие сепак уметници кои долги години се бават со овие тематики. Секоја трилогија, почнувајќи од првото, па преку мостот на вториот дел и како крај на третиот, завршува со една, да речеме, тематска целина која што лично ја чувствуваш дека си ја исполнил кога ќе ја завршиш. Што е она што ти очекуваш од завршувањето на оваа трилогија? Па јас Лично и за себе, во делот на јавноста подоста. Па ќе кажам, ги провлекувам тие теми како што се фолклор и културно наследство, кои, да речеме, во претходните, не знам, 5-6 години беа многу политизирани. И фолклорното се сврзува со националистичкото, не само со национално, него националистичко и секогаш е гледано како нешто негативно, во некои негативни конотации. А од друга страна па тоа се сведува на нешто дека е застарено и селско и при тоа и немодерно, меѓутоа тоа е единственото нешто што е оригинално во државава и во земјава. Мислам, единственото нешто од каде што вистински можеме оригинално да се изразиме и да црпиме инспирација. Јас се надевам дека преку проективе што ги правам, пак ги правам на некој поекспериментален, поинаков начин од, не знам, да речем, од она што би правеле етнолози, да ги доближам овие теми, особено кон помладата популација, бидејќи мојата таргет група не се тие луѓе со кои што работувам, односно по професија кои се занимаваат, дали се антрополози, етнолози, етнокоралози, меѓутоа почнувајќи од моите другари и другарки, мислам го правам ово и за нив и во принципи и за целата јавност, односно да ги приближам овие теми и да долувам дека сепак се работи за дали за уметност, дали за мода, за некаков автентичен уметнички израз. Многу умешно и со оглед на првиот дел од трилогијата и успешно, провлекуваш теми кои што се исклучително актуелни баш низ оваа призма која што ја кажував. Значи, почнувајќи од делот на да речеме жените во општеството, нешто што е сериозен проблем во делот на Западен Балкан, продолжувајќи низ родовиот дисбаланс, односно потребата за родовата еднаквост и на крајот тебе завршувајќи со она што е заборавено. Да. Но жените тука се постојано некаде во тој фокус. Дали со тоа сакаш да ја покренеш и свеста дека многу малку, како што спомена на почетокот, и антрополозите кај нас, и етнолозите, и историчарите генерално се занимаваат токму со женската улога во општеството кај нас. Апсолутно. Освен домакинскиот аспект за кој што некој зборува од шега. Така, да. Таа тема дефинитивно е многу малку представена, многу малку истражена. Сега јас долго време не живеев, нели, во државава, така да не знам во меѓувреме можеби постојат некакви научни трудови и книги кои испитуваат мислам овие теми. Па сигурно ќе си наишол на нив ако постоеле кога си се вратил, така што не. Меѓутоа никогаш не доволно. И еве, мислам, нека биде ова некаква промоција на тие теми, нека биде, мислам, нека ги замисли некои луѓе, мислам, за што се работи, така да дефинитивно не мислам дека се доволно промовирани. Мислам двете теми, дали се работи за како жената е представена, особено во фолклорот, нели поради сврзаноста со тоа патриархално и сексистичко општество.
а е воедно нели и фолклор поради тие националистички идеологии. Витро ти е, да речеме, од неколку подделови, Базар ти е еден дел. Има ли некои други аспекти кои што треба да ги знаеме? Така, да, моментално снимаме, како што кажав, има 3 дела, односно првиот дел е нели Витро е, не знам сега како да се преведе на македонски, од латински живост, да речеме, некаква живост, нешто живо, нешто да речеме, што, да. Односно првиот дел ќе даде малку еден акцент на природа и односно каде ја пронаѓаме таа живост во природата. Па тука правам работа ми со прима балерината Миме Попалексова и со танчерката од Скопје Денс Театар Адријана Данчевска. Вториот дел ставам акцент нели на Скопската чаршија. Тука ќе работам со глумиците Наталија Теодосиева, Наташа Петровиќ и Симона Спировска, и ќе има исто еден танцов перформанс. Тука се осврнувам на движење во градот, движење во чаршијата. И третиот дел е движење на машини, односно фабрики, не знам, смог, луѓе кои се движат во град, така да цела една нишка на што значи тоа Витро, што значи таа живост, што значи тоа кореографија, каде се постои таа кореографија, и да речеме преку 3 различни аспекти кои пробувам заедно да ги спојам. Како и сите гости кои што ми доаѓаат од областта на уметноста и културата, се разбира и тебе ќе те прашам, ме интересира во делот на поддршката која што, или не поддршката, која институционално е присутна или изостанува пак. Еве конкретно да речеме, баш во твојот дел на работа, во твојот домен, дали државата и пројавува некаков интерес за каква и да е поддршка? Не пројавува. Добив финансиска поддршка од градот Скопје, на кој сум им многу благодарен за реализирање на изложбата Витро, меѓутоа сегашни проекти и претходни на кои сум аплицирал на конкурсите за Министерството за култура не били подржани. Така да, например, еве Вита беше еден личен проект, лично финансиран проект, сработен за без пари, што би се рекло, им сум благодарен на сите луѓе кои учествува и кои се нафатија да го сработиме така проектот про боно. Витро ќе биде исто така некоја комбинација мешавина, додека за Вулгус исто пак ќе биде. Меѓутоа, јас вистински сакам ова да го правам, вистински уживам, мислам дека луѓето кои се... Но се има граница, Филип, затоа те прашувам. Значи, човек сака да прави нешто додека може. Так. Има одреден дел каде што веќе... Меѓутоа се сведе на тоа или ќе го правиш или нема да го правиш. Да. И јас одлучив дека ќе правам. Така да, мислам, сакам и вистински уживам во ова, се надевам дека и луѓето кои се вклучени во овие проекти уживаат. Па се надевам дека еве некако ова ќе биде некаков показател и ќе влезе во некакво CV, па можеби еве државата ќе ме погледне и ќе ми помогне да реализирам наредни проекти. Плановите ти се да останеш тука? Така. Во државава или да се вратиш на Украина? Јас никогаш не знам кај ќе бидам и колку ќе бидам, моментално сум тука. Бидејќи знам дека на Укла беше и асистент. Так, да. Еве завршувам сега, останувам во Македонија, барем до, не знам, тамо до наредна година, понатаму ќе видиме, наистина. Добро. Колку ти се задоволува, да речем, бидејќи си живеел и во странство, Лос Анџелес мислиш, ни така? Да. Значи, колку овде духовниот аспект на живеењето, од аспект на култура, на настани, на уметност и слично, ти е задоволен наспроти искуствата надвор? Па сега не можам за квалитетот на животот. Така, да. Сега не можам да кажем дека во Лос Анџелес не се случуваат културни збеднувања и дека нема, мислам, сепак тоа е градот на... Меѓутоа, тамо никогаш не се осудив, дури да пробам некако уметнички да се изразам, бидејќи тоа е, мислам, многу извештачено од една страна, од друга страна знам дека треба да се надпреварувам со многу луѓе за кои немам сила, а тамо бев претежно нели да студирам. Додека во Македонија се сосеќам некако свој на своето и додека оваа публика тука ми била секогаш многу поважна него било која во странство, бидејќи најпрво мислам дека
по-добро ќе ме разбере, што сакам да кажем, по-добро ќе ги разбере овие проекти, са не, во тоа не значи дека ќе ги цени повеќе од не знам ако Да, тоа е интересна дистинкција. Да. Ќе разбере, но може и да не цени. Да, Добро. да. Меѓутоа, правам напори, еве, вие конкретно проекти да ги прикажаме и на страна. Збориме за во август, Вита ќе биде изложена на Универзитетот Сорбона во Париз, потоа во септември во Берлин, правиме напори за Дубровник и за Белград. Филмовите кои ги режираме во истиот од Витро и од Вита, планираме да бидат прикажани исто на неколку фестивали тука. Така да имам некакви планови, меѓутоа плановите се водени пак од таа мотивација дека јас сакам ова да го презентирам тука и затоа што колку е забавно, толку е, мислам дека и едукативно. Така да секогаш ме води во главно таа мотивација. И за крај на нашиот разговор, она што ме заинтригира сега, многу е реткост уметник да прави дистинкција, односно да прави разлика помеѓу разбирање и ценење на она што е сработено од аспект на публиката. Тоа е една многу голема разлика која што ако уметникот не ја осознае дека постои, би му било многу голем проблем творењето во иднина. Да. Јас сум бил во такви ситуации, например, кога сум држал, да речеме, работилници по традиционални игри од Балканот, каде што луѓе не знаеле зашто се работи, не знаеле ни каде се наоѓаат овие земји, меѓутоа многу го ценеле тоа, многу го ценеле автентичноста на материјалот, различноста, нели се она што ги прави да бидат интересни и оригинални. Додека еве во Македонија живееме, мислам тоа не е секојдневица и тоа е нешто што е постојано околу нас, меѓутоа не е ценето. Мислам и сега час и час, нели, изузетци има, меѓутоа не е се вкупно кога мислам не знам моја призма, мислам дека не е ценето. Конкретно и за изложбиве тука, не знам колку доволно си го цениме, пак ќе кажем тоа што е оригинално, тоа што е свое, бидејќи имаме таква некоја тенденција да поаѓаме со некакви критики, со некакви напади, особено кога се работи за традиција, нели за нешто што е македонско наследство, бидејќи пак ќе кажам тоа е премногу политизирано и мислам дека во некаков таков секојдневен дискурс станува малку некоја одбивна тема, за жал. Филип, јас ќе ти се заблагодарам за гостувањето и за издвоеното време и ќе ти посакам успех и ќе се видиме пак кога ќе заврши трилогијата. Тогаш ќе ги собереме сите наедно материјали. Ти благодарам. Благодарам многу. Почитувани гледачи, останете со Телевизија 24, бидејќи во продолжение следуваме со она што дописната мрежа на Телевизија 24 го има сработено за денеска, а тоа е овој пат колегата Бане Трајков од Струмица, но повеќе за тоа во најавата по рекламите. چه نغز است و چه خوب است و چه زیباست خدایا، چه گرمیم از اینش، چه خورشید، چه پنهان و چه پیداست خدایا.